Наш соговорник ова утро ќе биде медицинската сестра Елизабета Настеска од Прилеп, која што живее и работи во овој град, но по потекло е од Охрид. Повод за овој денешен разговор е тоа што Настеска е првата медицинска сестра од Македонија, чишто текст, едукативен текст посветен на Флоренс Најтингел, посветен на жената која што е основоположник на оваа професија медицинска сестра, за прв пат беше објавен на интернет страницата на Меѓународниот совет на медицинските сестри. Со Настеска ќе поразговараме околу оваа тема, но и околу една тема која што е доста актуелна овие денови, а тоа е кои се главните предизвици со кои што медицинските сестри, кои што заедно со лекарите се на првите борбени линии, како се справуваат со пандемијата на COVID-19 во Македонија. Настеска, пред се честитки за оваа твоја награда и добро дојдовте во утринската програма на Сидел телевизија. Добре, најдов ви благодарам за одзивот, конкретно на Сидел телевизија, благодарност до моето дружение за нас, Дружението на медицинските сестри техничари, акушерки и стоматолошките сестри. Дали ова ваш прв текст посветен на Флоренс Најтингел и кој беше пред се мотивот за неговата реализација? Ова ми е прв пат да се осмелам да конкурирам, да објавам нешто вакво на едно светско ниво, на Меѓународниот совет на медицинските сестри. Главен мотив и цел ми беше едноставно ситуацијата во која што се наоѓаме ние како здравствени работници во пандемијата што не затекна, бидејќи за да се влие врз текот на секојдневието и здравствените текови, општествените текови, треба да се биде навистина силен, но за да се биде силен, најчесто се мисли на тоа да се биде медицинска сестра, бидејќи времето за нас покажа дека со една силна желба и со еден храбар дух може да се постигнат вредностите заради кои што сметаме дека имаме една реална човечка потреба, а најчесто носители токму на тие прогресивните прашања и идеи што го движат човештвото сме токму ние медицинските работници. Главен херој во мојот текст, во моето писмо, секако се моите колеги, колешки кои што сме затекнати со секакви предизвици секојдневно на своите работни места. Тука ќе кажам дека сум водена од личното искуство на една моја драга колешка и блиска пријателка Христина Гулеска, таа е медицинска сестра, која што е вработена во приватната здравствена установа доктор Пецко Десовски. Нејзината пожртвуваност, нејзината која што беше затекната, директно беше затекната, инволвирана во сиот настан со сопруг, позитивен на коронавирус. Таа мораше да биде во самоизолација, оставени буквално 3 малолетни деца на своја рака. Нејзината грижа, нејзината пожртвуваност, од една страна со семејството пожртвуваност, од друга страна пожртвуваност и на работното место ми беше еден главен мотив и стимул за да го напишам ова писмо. Која е главната порака која што сакавте да ја пренесете со овој ваш текст посветен на Флоренс Најтингел? Да се посвети животот на медицината е исто како да се има суштината во своји раце, тоа е здравието. Главна порака од ова писмо нека биде тоа дека нашата професија е еден терк, еден начин на живот и многу ми е жал што мораше да се случи на една ваква војна со највелив непријател, една пандемија, за да сватиме сите, за да му покажеме на светот кои сме ние медицинските сестри, што е она што ние го правиме, да се едуцира во медицинскиот кадар кој што сметам дека е доста дефицитарен, станува се подефицитарен. Исто така би истакнала тука дека ние како медицински лица секојдневно се жртвуваме и по завршувањето на оваа криза ние несомнено ќе продолжиме со исто темпо да се однесуваме кон своите пациенти. Кои се главните предизвици со кои што вие како медицински сестри се соочувате овие денови, практично овие месеци во однос на справувањето со пандемијата на COVID-19? Ние медицинските сестри сме првиот контакт, медицинските сестри сме првата помош, првата утеха, првиот лек, првата подадена рака за пациентите, за жал и последна за некои. Ние не се пријавивме во оваа битка, туку зедовме оружје и се бориме секој ден. Можам да ја пренесам од својот колегиум на медицинските сестри несебичната пожртвуваност секојдневно што искажуваме на своите работни места, што искажуваме кон своите пациенти. Се изборивме докаде што сме сега во оваа ситуација и понатаму се бориме. Нашата борба тука нема да заврши.
Вие сте член на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри, насловено како За нас. Минатата недела беше интернационална недела на сестринството. Како таа се одбележа во Македонија со оглед на ситуацијата која што имаме со пандемијата на коронавирусот и како вашите колешки реагираа на овој ваш успех на овој објавен текст? Светската здравствена организација ова 2020 година ни ја поклони како година на медицинските сестри, бидејќи на 12 мај се одбележува 200 годишнината од раѓањето на основоположникот на професионалното сестринство, тоа е Флоренс Најтингел, и по тој повод оваа недела, почнувајќи од 5 мај па се до 12 мај, односно 5 мај денот на акушерките, до 12 мај денот на медицинските сестри, требаше на еден достоинствен начин да го одбележиме 200-тиот роден ден на Флоренс Најтингел. Инаку пред се ми е драго што сум член и активист на Сдруженијето на медицинските сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри За нас, каде што основоположник и председател е магистар сестра Горданка Бешлиовска. Во тој контекст морам да ми се заблагодарам на сите колешки кои што со огромни овации, значи беше прифатено ова писмо, овој надпис на Меѓународниот совет на медицинските сестри. И јас пред се сум благодарна и горда што сум член на токму на ова здружение, каде што се увиде дека можеме да ја подигнеме, значи нашата професија на едно повисоко ниво на достоинство во нашата земја. И покрај рестриктивните мерки кои што не затекна овој период, сепак моравме да докажеме дека ова е наша, значи година, е наша интернационална недела на медицински сестри и ние, значи, достоинствено сепак ја одбележавме во нашата земја како здружение. Имавме свечена онлайн академија, имавме пораки, значи, од естрадни уметници, од музичари, од професори, од декани. Посебно ни е драго видеопораката која што ни испрати председателов на нашава земја и тоа ни е еден плюс мотив и стимул за да одиме понатака да се бориме достоинствено во оваа професија. Дали објавувањето на овој текст на интернет страницата на Меѓународниот совет на медицинските сестри ќе представува дополнителен поттик и дополнителна храброст во извршувањето на оваа ваша професија? И кога сето ова еден ден ќе заврши, дури тогаш ќе можеме да се свртиме назад и да ги погледнеме сите физички, емотивни лузни, бидејќи поминавме долги и поминуваме се уште долги непреспиени ноќи, денови во грижа на пациентите. И тука ќе го кажам, значи, слоганот со кој се представи нашето здружение, тоа дека ние медицинските сестри не сме ангели, но сме сигурно втората најубава работа после ангелите. И секако ова нека биде еден мотив и за пациентите, за моите колешки, за сите оние сложностите да се избориме и да се сите, значи, срекни да се прегрнеме, бидејќи сега само можеме да се испратиме некои виртуелни преградки, честитки и поздрави. И еве едно прашање кое што можеби требаше да ви го поставам претходно во интервјуто, но сепак се одлучив да го поставам на крај затоа што мислам дека е и суштината на целиот овој разговор и суштината на професијата која што се гледа дека со голема пожртвуваност и огромна желба и љубов ја извршувате, а тоа е зошто пред се одлучивте да бидете медицинска сестра и која е пораката на сите оние идни генерации кои што сакаат во иднина да се занимаваат со оваа професија. Ние медицинските сестри несомнено сме гласот што води, бидејќи секојдневно менуваме и спасуваме животи. Од тука произлезе и мојата желба за да бидам медицинска сестра, но за тоа треба, за да влезете во таа хумана машина, најпрво треба да ја сакате таа професија, да се гледате како некој херој, треба да ве одлекуваат многу карактерни особини, како пожртвуваност, точност, професионалност во работењето, тимска работа и многу други за кои што не може да се научи од книгите. Ние сме, значи, горди на нашиот повик за помош. Се надевам дека и ните колеги кои што се уште се наоѓаат на една раскрсница каде што не може да се одлучат каде би го продолжиле своето образование, би ви охрабрила, значи, токму да се одлучите за оваа професија, кое што е најхумано нешто што може на еден човек да му се случи. Натеска, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам на поканата.